За рибарот и неговата жена. Си беше еден рибар, кој заедно со својата жена живееше во една мала рибарска колиба покрај морето. Секој утро рибарот стануваше многу рано, одеше на море, рибареше се со надеж дека еден ден ќе улови голема риба. Еден ден рибарот имаше многу среќа. Тој на својата јадица успеа да улови една огромна риба. Едва ја успеа дури и да ја извлече од водата, кога таа му прозборе: "Рибару, те молам пушти ме, бидејќи јас сум принц, што исполнува желби." Рибарот застана. Па воопшто немаше желба да ја убие оваа риба. "Ваква невообичаена риба не може да се јаде," рече тој и ја врати во водата. Кога дојде рибарот дома со празни раце, неговата жена многу се налути. Кога ја раскажа случката, лицето на жената стана црвено. "Па зошто тогаш не посака ама баш ништо? Добро би ни дошла нова покукнина во оваа трошна колиба. Врати се и кажи и на рибата." Мажот не баш задоволен тргна на риболов, бидејќи немаше желба да се расправа со жена му. На море, тој ги кажа зборовите: "Мане, мане ти Петре, буте, буте во море. Јас не сакам, но жена ми сака, а тоа е исто." На тие зборови, рибата исплива од убавото зелено море и ја слушна молбата на рибарот. "Оди," рече рибата. "Веќе ја имате новата покукнина." Кога рибарот се врати дома, ја виде прекрасната покукнина. Жената го чекаше пред вратата, го внесе во домот и му ги покажа сите нови убавини. Вечерта рибарот заспа расположен, но неговата жена никако не можеше да заспие. По неколку дена жената повторно му се обрати налутено. "Мажу," рече таа, "рибата би можела да ни подари една нова куќа. Оди и кажи дека сакаме да живееме во дворец." Рибарот не беше баш задоволен со ова, па и рече: "А ако рибата се налути кога ќе ја кажам оваа желба?" Ама неговата жена многу сакаше дворец. Така рибарот стоеше повторно среде морето, кое веќе не беше со убава зелена боја, туку беше сиво. "Мане, мане ти Петре, буте, буте во море. Јас не сакам, но жена ми сака, а тоа е исто." Кога се појави рибата, тој ја раскажа новата желба. "Оди," му рече, "и живејте среќно во новиот дворец." Дворецот беше многу поубав од тоа што неговата жена можеше да си го замисли. Насекаде сјај, а во дворот се шетаа пауни. Слуги носеа секакви јадења, а рибарот и жена му јадеа од златни чинии. Сега можеме да си живееме среќно и весело," рече тој. "Па за тоа ќе размислиме," промрмори жена му. Веќе следното утро жената на рибарот кажа дека во еден дворец може да живее само крал, а таа самата сакаше да стане кралица. И повторно рибарот мораше да оди на море и да ја изнесе својата желба. Рибата исплива сега од веќе многу валкана, дури и замирисана вода, и го испрати рибарот да си оди дома. И овој пат таа ја исполни желбата на рибаровата жена. Но дворецот и послугата на жената на рибарот како да не беа доволни. Дури и кога таа беше кралица, посака да стане папа. И кога стана папа, облечена во злато и со голема круна на главата, и со волшебна црква, таа посака да биде моќна колку самиот Господ. Имаше огромна бура кога рибарот повторно мораше да оди во морето. Грмеше и светкаше, а брановите беа многу високи. Рибарот, кој самиот не си го разбираше кажаното, викна на цел глас: "Жена ми сака да е како самиот Господ." "Оди си дома," рече рибата. "Таа те чека,"
во рибарската колиба.